Анестезиологот тиктокер остана без лекарската лиценца. Судот на честа при лекарската комора одлучи доктор Валјтон Дервиши 7 години да не врши дејност. Лиценцата за работа на докторот привремено се одзема за период од 7 години, што согласно правните прописи е максимална казна што може да се изрече за етички прекршок во работењето. Судот на честа утврди дека докторот сторил повреда на Кодексот на медицинска деонтологија на лекарската комора, како и меѓународниот кодекс на медицинска етика. Според информации на Алфа, доктор Дервиши воопшто не се жалел на обвинението од судот на честа при лекарската комора, односно во 7 дена кои му беа дадени да се жали на обвинението, не постапил. Другиот случај од здравството кој ја вознемири јавноста, за родилката која го загуби бебето кратко по порадувањето во Битолската болница. Поминаа 10 дена, а извештајот од стручната комисија го нема. Министерот Меджити вели дека ќе биде објавен најдоцна до среда. Едната докторка што била инволвирана, била на пат, не знам дали службени, дали како, ја чекале неа да добива точен, од неа да се изјасни за настанот и мислам најкасно до утре или затутре ќе имаме точен извештај од стручната комисија во врска со породилката со детето што на жалост си почина. Претходно државниот санитарен и здравствен инспекторат констатираше пропусти и најави прекршачни пријави за гинекологот, директорот и установата. И младата жена која остана без новороденчето на социјалните мрежи ја сподели голготата низ која поминала обвинувајќи за непрофесионалност, ривалство и дрско однесување на докторите во клиничката болница Битола. И за овој случај, како и за малата Јана, обвинителството се уште ги чека обдукцијските наоди.